Здраво, здраво на сите! Денеска официјално и премиерно започнуваме со првото наше дружење, кое ние си го нарековме Информа. Јас сум Сара и секоја сабота и недела ќе ве водам низ тоа 10-минутно дружење. И не се секирајте, нема да бидам досадна, бидејќи не сум сама. И ова е целата екипа на Информа. Добро, скоро целата. Кога веќе сме комплетни, можеме да си го кажеме нашето мото. Од млади за млади. Ние ќе обработуваме теми кои што ќе бидат забавни и едукативни. А за старт може да направиме едно селфи. Не знам кај да Коалицијата на власт во Македонија се распадна. Коалиција е кога се здружуваат две или повеќе политички партии за да постигнат некоја заедничка цел, најчесто за да владеат постабилно. Бидејќи ДУ има повеќе од 1/3 министри во владата, владата практично е во оставка. И провладините и опозицијските медиуми, како за ретко која друга работа, овој пат се согласни. Потегот на партијата на Али Ахмети е за да се бетонираат избори на 5 јуни. На повикот за помош на семејството на Стојче Георгиевски, невработен самохран татко на 2 деца на возраст од 2 и 4 години, реагираа учениците од основното училиште Илинден од Крива Паланка. Со гест кој ги стопли срцата на секој човек, 5 оделенците одлучија минатиот петок ужина да си понесат од дома, а парите што ги добиле од родителите да ги донираат на семејството. Хуманоста се учи од мали нозе, а 5 оделенците покажаа дека таа лекција одлично ја научиле. Државна изборна комисија, која е список од сите оние кои имаат право да гласаат, го повлече списокот од вебсајтот. ДИК го стави списокот за да се види каде има невалидни гласачи, но го повлече поради заштита на личните податоци. Дирекцијата за заштита на лични податоци го побарала ова зашто на списокот се објавени имиња, презимиња и адреси на граѓани. Опозицијата обвинува дека чекорот е направен за да се скријат фантомите на списокот, на кој дури и на бензинска пумпа се регистрирани гласачи. Денот на шегата беше изминатава недела. Секакви маски се појавија по улиците и плоштадите низ Македонија. Вечерните забави беа за сите генерации и секако дека беа добри. Очигледно сите уживаат во малку порелаксирани денови и сакаат да ставаат маски. Доста креативни решенија се појавуваат секогаш, а твитерџиите не пропуштија шанса да се пошегуваат и со Македонија, за која напишаа дека се маскирала во нормална држава. Гледам на Фейсбук една другарка шернала некакво истражување од Бизнес Инсайдер на Офнет за тоа што е најкул кај младите во светот. И бидејќи младите во Македонија се исто така многу кул, ние се фативме за работа, ги протревме малку рацете и направивме исто такво истражување со 80 тинеџери низ цела Македонија. Да видиме какви одговори добивме. Истражувањето кое го спроведовме помеѓу 80 испитаници на возраст од 12 до 20 години од цела Македонија. Просечната возраст на тоа кога го добиле својот прв мобилен телефон е 11 години. Најчест модел на телефон е Samsung, сите модели на Galaxy. Неколку празни места па iPhone и HTC One. Но за разговори со него, најголемиот дел од тинеџерите одговорија со премногу. Додека на второ место се тинеџерите кои не обврнуваат внимание колку разговараат по телефонот. Што значи дека има стопен со раката. За разлика од сличните одговори за телефонот, на прашањето колку време во денот се пред екраните за гледање на телевизија или играње, добивме најразлични одговори. Двете крајности се дека воопшто не гледаат телевизија и не играат игри, а другата страна е многу, повеќе од што е доволно. Речиси изедначени се одговорите за тоа дали купувате преку интернет. 50% одговориле со не, 48% со да. Од апликациите, за разлика од нивните врсници во Америка, кои Фейсбукот го ставаат помеѓу последните места на листата, на македонските тинеџери оваа мрежа има на пиедесталот. На второ место е Инстаграм, а по него следат Твитер и Снепчат. Зошто ги сакаат овие апликации? Еве неколку образложенија.
дури 54 тинејџери одговорија дека немаат лажен Инстаграм или Фејсбук профил. На второ место од одговорите порано имав, но има и такви кои, како и американските тинејџери, не знаат што е зборот Финста. Освен на социјалните мрежи, тинејџерите на телевизија најчесто гледаат серија, филм или пак спортски надпревари. Сите испитаници одговорија дека видеа гледаат од YouTube, а воопшто не ги користат Vine и Vimeo. Интересно е што нашите тинејџери немаат омилена личност од Македонија кои ја пребаруваат на интернет. А со странските некако се поклопуваме. Тука се Ким Кардашијан, Мајли Сайрус и Лионел Меси. Сега ќе посветиме внимание на важните работи што се случуваат за време на викенд. Важна акција е трошење пари во град. Николај и Сара имаат по 500 и баш ме интересира како ќе ги потрошат. Shout when they feel it's too late to play or reach another mill. The house is a maze, the maid is in a craze. Better keep watching. Океј, саатот е 2:38 негде. Време за кратка рекапитулација на вечерта, ја да кажеме. Рекапитулација на вечерта, како сме се прошле, како сме се поминале. Што можете да направите буквално со 500 денари во нашиот град? Сара? Па со 500 денари точно можете да платите пијачки кои што јас искам вечерва, меѓутоа нема да имате доволно пари за влезот во дискотека, да кажа, кога сакате да пиете. Бидејќи ако пиете коктели навечер, тоа би 200 денари, значи 2 коктели 400 денари и 100 денари за такси и немате влез за во диско. Меѓутоа, ако се одвоите повеќе од буџетот, ќе имате уште 100 денари плюс за влез. Меѓутоа, тука што правиме со пијачката во диското, што значи дека стигаме до 700-800 денари, кои што не рачунаат за тоа дека треба после тоа да јадете некаде во некоја пекара, значи 850 денари, ако не сте доволно штедливи и внимателни за тоа како ги трошите парите. Меѓутоа, Кога зборуваме за штедливост, јас успеав да застанам на 425 денари во овој момент, но бидејќи во петок и сабота во повеќето од места се плаќа влез. Само треба да ги знаете правите места каде што можете да се напиете пијачка за помали пари. Се разбира, ако пиете алкохолни пијалаци што не се како пиво, ќе ве чини многу повеќе, но вака можете да преживеете со 400 и кусур денари, да јадете и при тоа да имате за превозот до дома. меѓутоа денес ќе ми помогне Николај и он ќе ме врати до дома. Да, на ушка. На ушка. А инаку исто треба да знаете дека има дискотеки кои што работат само од понеделник до петок, што значи дека тогаш можете да одите во тие дискотеки и не мора да плаќате пус за никој одредени настани, кој што стално можете да најдете некој културен настан кој што е бесплатен. И толку, тоа е се. Ние сме кратки и јасни, а толку вие и трпението. Но секако дека сме таму каде што сте и вие. На Facebook можете да не најдете на кирилична информа, на Twitter сме мајмунче информа за млади, а на мејл ќе ни пишете на informa@maјмунче.oho.org.mk. Се читкаме, се гледаме, се слушаме. Чао, чао!